Тироидна жлезда, незините функционалности зголемена или намалена, тироидни јазли. Ова е темата која што ќе биде, се разбира, актуелна во вечерашното издание на емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Доктор Јасмина Зафировска, специјалист интернист од специјалната болница Филип II е вечерва заедно со нас. На оваа тема ќе разговараме со неја, за се разбира, и ќе одговориме на вашите прашања, почитувани гледачи, доколку ги имате до докторката. Докторке, добро вечер и добре дојдовте во емисијата Живе и здраво. Добро вечер, поздрав до гледачите на К1 телевизија. Особено чест и задоволство ми е што гостувам во вашата телевизија на денот кога Велес го одбележува раѓањето на нашиот голем книжевен творец и природбеник Кочо Рацин. Вечерва ќе разговараме за тироидната жлезда. Што конкретно тоа значи? Што е тироидната жлезда? Тироидната жлезда е еден мал ендокрин орган, односно жлезда со внатрешно лачење, која што е сместена на долната третина на вратот. Таа представува една мала жлезда, меѓутоа со многу голем број функции кои што делуваат практично на целиот организам. Така да оваа жлезда, иако е мала, значи сепак е многу важна и може да се каже дека најголем број од болестите во ендокриниот систем се причинети токму од тироидната жлезда. Самата тироидна жлезда како орган сместена, значи, под самата кожа, може лесно да се напипа. Често пати ја гледаме кога е наголемена и навистина може со голо око да се види. Исто така, оваа жлезда може да се каже морфолошки е составена од два дела, и тоа лев и десен лобус, кој што ги нарекуваме. Има форма на пеперутка. Двата лобуса меѓу себе се поврзани со тенок ткивен мост, кој што се вика истмост. Тоа се деловите на тироидната жлезда. Ние ихографски често пати ги гледаме, ги мериме нивните димензии, нивната структура, така да од зависност од нивниот изглед, од изгледот на структурата на тироидната жлезда, често пати можеме да заклучиме за каков проблем се работи со тироидната жлезда. Кои се карактеристиките на тироидната жлезда и каква е нејзината функција за организмот на човекот? Како што спомнав, тироидната жлезда излачува хормони директно во крвта. Тоа се триодтиронинот и тетрајодтиронинот, односно тироксинот. За нас се важни диагностички слободните верзии на овие хормони, бидејќи триодтиронинот се создава со распаѓање на тироксинот и неговата постојаност во крвта е многу кратка. Сепак од за диагностичкото значење, значи сепак ни е важен тироксинот и тоа неговата слободна верзија. Во некои случаи, значи, ни треба и вкупниот тироксин, тоа зависи од стадиумот, односно од животното доба во кое што се наоѓа пациентот. И исто така за проценка на тироидната функција ни е потребен уште еден хормон кој што го лачи друга жлезда, а тоа е хипофизата. Тоа е тиреостимулативниот хормон или ТСХ, кој што можеме да го најверојатно го чуле луѓето кои што имаат проблем со тироидната жлезда. Значи, него го излачува хипофизата, која што се наоѓа на базата на мозокот, и таа жлезда, значи, делува на лачењето на тироидните хормони. Значи, го дава тој почетен стимул да почне тироидната жлезда да излачува хормони. Така. Кои се причините за болести на тироидата? Така. Значи, тироидните хормони делуваат на многу функции во организмот. Пред се го регулираат базалниот метаболизам, делуваат на метаболизмот на мастите, на шекерите во крвта,
Исто така делуваат врз функцијата на други органи, како например на срцето, на дигестивниот систем, на нервите. Ја зголемуваат адреналинската осетливост на ткивата, така што сите болести кои што произлегуваат од пореметеното лачење на овие хормони, произлегуваат фактички и се симптоми на други органи и системи. Конкретно, од страна на тироидната жлезда може да се приметат промени во смисла на зголемување, болка во предел на вратот, отежнато голтање, отежнато дишење, некогаш промена на бојата на гласот. Значи, тоа се симптоми кои што директно ни посочуваат дека се работи за проблем со тироидната жлезда. Меѓутоа, во најголем број од случаите, дека навистина има проблем со тироидната жлезда, дознаваме индиректно, бидејќи пациентите најчесто одат на кардиолог поради тахикардија, поради аритмија, некогаш одат на нефролог поради отоци по телото, или на невролог, невропсихијатар поради чувството на депресија или преголема раздразливост. Значи, од страна на другите органи имаме голема симптоматологија, која што се преклопува со симптомите на некои кардиолошки, невролошки или други болести. Затоа, чисто пати докторите од општата пракса треба да помислат дека може би се работи за болест на тироидната жлезда, кога кај млади луѓе имаме необјаснива појава на тахикардија, кога имаме појава на аритмија без некоја особена причина на срцето, значи без болест на срцето, кога имаме покачено ниво на липиди, на масноти во крвта, исто така без знаци дека има други пореметувања. Сите овие работи треба да не насочат дека може би коренот на проблемот се наоѓа во друг орган, односно тироидната жлезда. Така, а какви здравствени проблеми може да предизвика? Од она што го кажав, значи може да предизвика од страна на срцето, тахикардија, хиперфункцијата на тироидната жлезда обично е поврзана со тахикардија и со суправентрикуларни, односно со предкоморните аритми. Исто така може да предизвика диареја, хиперфункцијата или обстипација, обратно намалената функција. Тука сега би сакала да спомнам за симптомите на наголемена и намалена функција на тироидната жлезда, така да индиректно ќе ги знаеме и проблемите кои што ги предизвикува. Намалената функција на тироидната жлезда или хипотиреозата се манифестира со покачување на телесната тежина, отоци по телото, рацете, нозете, околу очите, лицето, намалена толеранција на ладно, успореност во мислите, во активностите, поспаност, сува кожа, кршливи ногти, сува коса, опаѓање на косата, обстипација, намалена заинтересираност за околината. Значи, сите тие симптоми би биле од страна на тироидната жлезда, која се работи за нејзина намалена функција. И од друга страна, кога имаме хиперфункција, односно зголемено лачење на тироидни хормони во крвта, тогаш имаме забрзани функции на и другите органи, значи се среќава тахикардија, аритмија, диареја, често пати нервоза, преосетливост, препотување, губење на килажата. Значи сите тие влажна кожа, испотена, значи уште на допирот може да се види дека пациентот боледува од некој проблем со тироидната жлезда. Кожата кај луѓето со хипотиреоза е сува, рапава на допир, додека кај луѓето кои што имаат хипертиреоза кожата е влажна, топла, самите се стално во некое исчекување, возбудено, значи такво има една адреналинска преосетливост фактички на целиот нервен систем. Од таа страна, тоа се значи тегобите поврзани со проблемите со тироидната жлезда и тоа тегоби од страна на другите органи и системи. Така да луѓето, како што спомнав и претходно, значи ќе посетат кардиолог, ќе посетат невролог, додека конечно се открие дека навистина станува проблем со тироидната жлезда, од која ќе се средат проблемите со зголеменото, односно намаленото лачење на хормони,
тогаш се средуваат и проблемите од страна на другите органи. Како се диагностицира? Пред се би сакала да спомнам некои статистички податоци во однос на болестите со тироидната жлезда. Значи, последно што најнови некои податоци е дека 1/3 од човечката популација страда од јоден дефицит. Значи, од недостаток на јод во водата и во исхраната. Самиот јод влегува во составот на тироидните хормони. Без него, значи, тироидната жлезда не може да ствара хормони и се јавува нејзина хипофункција, намалена функција. Од друга страна, она хипертрофира, хиперплазира, се зголемува за компензатор на да го задоволи тоа количество на тироксин што е потребно, меѓутоа пак на крајот останува недоволно и покрај тоа што она расте, луѓето обично имаат струма, гушавост кога имаат недостаток на јод во крвта, односно во организмот. Дневните потреби на јод се 150 микрограма. Спрема податоците на Светската здравствена организација, значи тие потреби се зголемуваат за време на бременоста и за време на периодот на лактација, така да за време на бременоста тие потреби се околу 200 до 250 микрограма јод, а за време на лактација е 295 микрограма јод дневна потреба. Значи треба секогаш да се земе во предвид. Во нашава земја постојат ендемски подрачја кои што исто така страдале поради дефицит на јод во водата и во исхраната, така да познати се такви ендемска гушавост во Штипскиот крај, значи во Кочани, тој предел, Гостивар, Тетово, значи имаме ендемска појава на гушавост, меѓутоа во последно време се поретко се среќава ради проектот на Министерството за здравство, каде што имаме задолжителна флуоризација на водата и уште во школските клупи децата добиваат такви таблетки со цел да се надокнади потребата на флуор на јод, односно на јод, се извинувам, на јод што е потребно. Ова е многу важно да се знае дека спрема истите податоци од Светската здравствена организација имаме податок дека околу 285 милиони деца во светот страдаат од јоден дефицит. Значи тоа е многу важно на време да се препознае, да се открие дека кај детето има недостаток на јод внесено со исхраната и поради тоа значи треба да се навремено реагира. Затоа што самите тироидни хормони учествуваат во матурацијата, односно созревањето на нервниот систем, во растот на самото тело, во созревањето и растењето на коскениот систем кај човекот. Така да мора да се на време откријат овие подрачја каде што имаме јоден дефицит и на време да се третираат децата со цел да се избегне таква појава. Многу е важно исто така да се знае кај жените кои што се бремени, дали имаат некој проблем со тироидната жлезда. Обично хипотиреозата е причинител и за стерилитет, значи често пати не се помислува на проблем со тироидната жлезда кај луѓе кои што подолго време немаат дете, не може значи да остане бремена поради проблем со тироидната жлезда, затоа што учествува во матурацијата и во созревањето на јајните клетки. Дали е само тоа кај жените или истовремено и кај мажите? Не, кај жените, затоа што учествува во созревањето на јајните клетки кај жената. Значи, онај процес на овулација, тироидните хормони учествуваат во тој процес. Недостатокот предизвикува пореметување на менструалниот циклус и често пати, како што кажав, е причина за стерилитет. Субклиничките форми на хипотиреоза, кога имаме нормално ниво на тироидни хормони во крвта, меѓутоа ТСХ, онај тиреостимулативниот хормон, е покачен, се исто така причина за лоша бременост, за рано губење на плодот, за проблеми во тек на бременоста, за раѓање на деца со проблеми во смисла на ментален развој.
затоа што до третиот месец на бременоста тироидните хормони на мајката ја превземаат функцијата на тироидната жлезда на плодот, додека се оформи ткивото на тироидната жлезда, а потоа самиот плод си ги создава тие тироидни хормони. Затоа многу е важно да се знае дека во тој период, што е клучен, да се жените треба да имаат нормално ниво на тироидни хормони и затоа се прават чести анализи кај луѓето, односно кај жените кои што имаат проблем со тироидната жлезда, кои што се на терапија за тироидната жлезда, но сепак останале бремени. Тој дел е осетлив, мора редовно да се следи, да се дава добра терапија за да се износи еден плод до крај и да нема никакви проблеми. Доктор, ќе ве прекинам. Само имаме слушател на линија, односно гледач, се извинувам. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Имам едно прашање до гостинката. До неодамна матичниот лекар ми кажа дека имам масноти во крвта, покачен холестерол. Ми рече да проверам тироидна жлезда. Дали може тоа да биде причина за да не имам масноти, односно покачен холестерол, тироидната жлезда? Благодариме. Докторке, повелете. Да. Ако ме слушавте предходно, спомнав дека тироидните хормони учествуваат во метаболизмот на маснотиите во крвта. Недостатокот на тироидните хормони го успорува тој метаболизам, така да обично хипотиреозата оди со покачено ниво на холестерол во крвта и може да е една од причините, така да добро вашиот доктор помислил дека можеби се работи за некој проблем со тироидната жлезда. Така да не е лошо да си проверите тироидните хормони како ви е нивото во крвта. Можеме да продолжиме, докторке, со објаснувањето околу стерилитетот и тироидната жлезда. Добро, тоа е секогаш една интересна тема на која што секогаш има доста да се каже и обично кај пациентите кои што имаат проблем со тироидната жлезда, поточно пациентките кои што е на време откриен и се на терапија со лек за тироидната жлезда, како што спомнав, треба многу почесто следење и една координација со матичниот гинеколог. Кога ендокринологот и гинекологот заеднички соработуваат и пациентот секако од своја страна ги прочитува нивните препораки, тогаш нема никаков проблем и со болест на тироидната жлезда да се износи една нормална бременост, да се роди нормално и здраво дете. Проблемот е во раното препознавање на проблемот со тироидната жлезда, чисто да се помисли дека можеби има проблем со тироидната жлезда и на време да се превенира. Жените кои што планираат да останат бремени, треба да примаат околу 200 микрограми јод секојдневно, со тоа што од кога ќе останат бремени, без оглед дали имаат проблем со тироидната жлезда или не, таа доза се покачува до 250 микрограма секој ден. Така. А што представуваат тироидните јазли? Сега пак би кажала дека причината, кои се причините за хипо и хиперфункција на тироидната жлезда. Хипофункцијата, односно намалената функција на тироидната жлезда, обично се поврзува со неколку моменти. Најчестата причина е автоимуниот тироидит или така наречен Хашимото тироидит. Во 70% од пациентите кои што страдаат од хипотиреоза, Хашимотовиот тироидит е причина за појава на оваа болест. Исто така, зрачење во предел на вратот поради некоја друга болест може да биде причина за намалена функција на тироидната жлезда. Вродена генезија, непостоење на тироидната жлезда, хируршко странување на тироидната жлезда, гушавост, струма, јазли, нодозна струма, тоа може да биде една од причините за појава на хипофункција на тироидната жлезда. Самите јазли ехографски ги препознаваме и ги разликуваме од останатото ткиво. Обично тие на ехосонографски ги имаат одредени карактеристики кои што во прв момент може да не насочат дали се работи
за бенигни или малигни јазол. Значи, ако се работи за хипоехогена формација која што на ехо изгледа темно, со намалена значи ехогеност, значи само една во самата структура на тироидната жлезда, обично со поголеми димензии, со калцификати во внатрешноста, со зголемена васкуларизација централна, периферна, значи сепак тоа би не насочило дека може би се работи и за малигни процес на тироидната жлезда. Од друга страна, кога имаме јазли со нормална ехогеност или со придружно хало или прстен околу самиот јазол, значи тие некои работи не насочуваат дека се работи за бенигни јазол и најверојатно јазол кој што треба да се следи. Меѓутоа, без разлика каков е јазолот, препораките се, ако е тој јазол поголем од 1,5 сантим, да се направи тенкоиглена биопсија, пункциона биопсија, која што е вториот чекор во дијагностиката на болестите на тироидната жлезда, и со тоа дознаваме за каков тип на промена се работи, дали е тоа бенигна промена, дали е малигна, дали се работи за струма, дали за аденом, дали за некоја друга карцином на тироидната жлезда исто така може да се дијагностицира. Значи, тоа ни се некои фази кои што мора да се поминат при дијагностицирањето на болестите на тироидната жлезда. Во нашата болница тенкоигледната биопсија се изведува и под компјутер, значи може компјутерски да се направи во случај на јазли кои што се помали од овие претходно кажани мерки, но сепак имаат некои малигни карактеристики и за јазли кои што се во непосредна близина на големите крвни садови, бидејќи од двете страни на тироидната жлезда се наоѓаат големите каротидни артерии, југуларните вени, тука се наоѓа рекурентниот ларингеален нерв, така да мора многу да се обрати внимание при инвазивните процедури, односно при изведување на биопсијата во такви јазли кои што се во непосредна близина на некои од овие големи крвни садови. Така. Дали тироидната жлезда има поврзаност со кардиоваскуларните заболувања? Во секој случај од она влијание што го вршат тироидните хормони врз кардиоваскуларниот систем е поврзана. Во нашата болница секојдневно доаѓаат пациенти кои што се жалат на покачен крвен притисок, на аритми и често пати, значи, помислуваме секако на проблем дека може би е со тироидната жлезда. Обично кога се работи за изолирана систолна хипертензија, значи кога е само големиот притисок покачен, може да се работи за хиперфункција на тироидната жлезда, хипертиреоза, и обратно кога имаме само диастолен крвен притисок, малиот крвен притисок кога е наголемен, може да се работи за намалена функција на тироидната жлезда, односно хипофункција. Така. Често пати овие автоимуни заболувања, како што го спомнав Хашимотото, Гравесовата болест, одат со некои проблеми со срцето, пролапс на митралната валвула, долготрајното неоткривање и недијагностицирање на проблемот со тироидната жлезда може да изврши и промена на клетките во самото срце, на миокардот, да доведе до зголемена консистенција, отпор поголем на полнењето со крв и често пати до проширување на самото срце и до срцева слабост. Често пати и перикардот, односно обвивката на срцето, ја среќаваме разлоена, исполнета со течност, обично со хипотирозата, која што е во некој поголем стадиум, значи кога зема поголем замав, ние го викаме тоа микседем, тогаш е препратена и со промени на срцето, дури и со, значи може да дојде и до срцева слабост. Обратно пак кај атриалните фибрилации, значи кај хипертирозата, имаме подолготрајна хиперфункција, односно тоа предизвикува тахикардија, аритмија, која што исто така од своја страна може да доведе некогаш и до знаци на миокарден инфаркт. Сме имале и такви пациенти,
значи со промени на ЕКГ, кои што сугерира дека се работи за исхемија, значи за неисхранетост на срцевиот мускул. Меѓутоа, кога ќе провериме дури со покачување на тие срцеви маркери, следниот чекор е коронарографија, обично кај ваквите пациенти наоѓаме чисти крвни садови. Значи самата хипертиреоза во незината акутна фаза може да имитира, значи, и симптоми на срцев инфаркт. Така. Каков треба да биде начинот на исхрана при проблеми со штитната жлезда? Во однос на исхраната, пак ќе споменам, во оние ендемски подречја би требало да се внесуваат повеќе продукти кои што содржат јод. Меѓутоа, тоа значи тие подрачја се локализирани, додека пак западниот свет, светот кој што живее во некој стресен начин на живот, страда повеќе од хипофункција, намалена функција на тироидната жлезда, поради тој автоимун, односно Хашимотов тироидит. Начинот на исхрана секако би требало да е здрав. Здравиот начин на исхрана секогаш помага да се одржи еден добар имунитет, имуниот систем да не биде здрав и јак, да не се да е отпорен на такви стресни ситуации, затоа што долготрајниот стрес, хроничниот стрес на подолго време го исцрпува имунитетот и доведува до појава на такви автоимуни заболувања, како што е хипофункцијата поради Хашимото, шеќерната болест или пак некои кожни исто така автоимуни заболувања. Така да би препорачала да се внесуваат доволно овошје, зеленчук, месо, млеко, млечни продукти и секако да се запази онај дневно-ноќен ритам, значи да се спие задолжително до 8 часа за луѓето кои што може да си го дозволат тоа. Обично сменската работа исто така е поврзана со појавата на Хашимото тироидитот, односно на хипофункцијата на тироидната жлезда. Честите промени на временските зони, патувањето во на предели кои што имат различни временски зони, значи адаптирањето од една на друга, и тоа представува ризик за појава на проблем со тироидната жлезда, дури и за појава на дијабет. Така да здравиот начин на исхрана и здравиот начин на живот, во секој случај практикувањето на доволно физичка активност би помогнал во превенирање во некоја рака на овие автоимуни заболувања на тироидната жлезда. Додека пак тие јазли или чворови во голем дел се и наследни, така да тука не можеме многу да направиме. Треба да се пратат, да се следат со тек на времето, дали се зголемуваат, дали ја менуваат нивната структура, така да следењето и раното откривање на проблемите, на промените на тие јазли е во смисла на превенција и раното откривање на карциномот на тироидната жлезда. Така. Каква терапија се применува при проблеми со тироидната жлезда? При намалената функција на тироидната жлезда имаме лек кој што го заменува тироксинот, кој што фактички тироидната жлезда недоволно го лачи. Тоа е лек кој што е синтетски производен и е потполно безопасен. Значи дури бремените жени, жените кои што се во период на лактација смеат да го пијат. Не предизвикува никакви проблеми, освен во исклучителни случаи кога се јавуваат и на овој лек некои алергиски реакции, но меѓутоа во многу ретки случаи. Додека пак кај хиперфункцијата на тироидната жлезда се даваат тиреостатици, лекови кои што делуваат во одредена фаза на формирањето на тироидните хормони, или во фазата на јодинизација, или пак врз некои од ензимите кои што се влегуваат во тој систем на формирање на тироидните хормони и на тој начин го намалуваат лечењето, стварањето на тироксинот. Дали се случува преку терапијата која што се препорачува истата да предизвика па некои други проблеми по здравието на човекот? За лекот кој што е суплемент на тироксинот, повторно ќе кажам дека нема никакви нуспојави. Сосема е безбеден да се пие и во тек на бременоста. Додека пак тиреостатиците, лековите кои што делуваат на зголемената функција на тироидната жлезда,
се малку поосетливи лекови, кои што знаат да направат и проблем со белата крвна лоза, значи да направат проблем во крвната слика на пациентот, знаат да направат проблем со црниот дроб. Затоа се препорачува редовно следење покрај на тироидните хормони и на тие параметри кои што ја покажуваат црнодробната функција, трансаминазите црнодробни и секако крвна слика да се прави редовно. Така. Болестите на штитната жлезда или тироидната жлезда, како што се нарекува, ги погодуваат и двата пола, но кај кого е почесто? Доста долго беше застапено мислењето дека тироидната жлезда е женска болест. Така да и пациенти често пати кои се во ординација и кога ќе им кажеме дека се работи за проблем со тироидната жлезда, па века јас сум машко, не ми се како може да имам тироидна жлезда. Значи тироидна жлезда имаме сите и добро е што ја имаме. Меѓутоа болест на тироидната жлезда е точно 5 до 10% е застапена во женската популација повеќе во однос на машката. Меѓутоа после 50-та година утврдено е статистички дека тие бројки се изедначуваат. Еднаква е појавата и кај жените и кај машите. Обично кај жените кои што се во менопауза, секоја втора жена има некој проблем со тироидната жлезда, или јазол, или циста, или некоја друга промена. Така да се навистина многу чести проблемите со тироидната жлезда и во однос на пациентите кои што секојдневно доаѓаат на преглед и во однос на младата популација, која што во последно време е доста засегната од болестите на тироидната жлезда. Така. Колку е важна прецизноста во дијагностицирањето на проблемите со тироидната жлезда? Дијагностицирањето на проблемот со тироидната жлезда, исто како и сите други проблеми со здравјето кај човекот, е многу важно да се направи на време, да се открие на време и да се прецизира, значи, проблемот со тироидната жлезда. Мислам дека кај тироидната жлезда, ако навреме се помисли и навреме се почне со лекување, нема многу можности од компликации, дека тука работите горе-долу ни се јасни и чисти. Значи, хипофункција и хиперфункција ги даваме соодветните лекови, на ехо се следи, се препорачуваат редовни следења, се прави биопсија, се прават сите потребни испитувања, така да тука мислам дека работите се под контрола ако на време се започне со нејзино третирање. Што би кажала дека не е баш дека и сите други болести така, затоа што сепак тироидната жлезда е еден орган кој што ни е многу достапен и на ехо, и со други методи, значи магнетната резонанса, компјутерската томографија, тенкоиглената биопсија, значи имаме доста методи на располагање кои што ни помагаат да ги додијагностицираме, да ги уточниме проблемите со тироидната жлезда. Можно ли е да има некој проблем со тироидната жлезда, меѓутоа да не е очувствувал никаква болка и да не знае дека има проблем? И колку би можело тоа да трае, се додека не открие? Најчесто е и така, значи пациентите во најголем број од случаите не ни знаат дека имаат циста или јазол на тироидната жлезда. Случајно кога доаѓаат на некој друг преглед, например кај нас кога пациентите доаѓаат на кардиоваскуларен преглед, сите од нас гледаме каротидни артерии и циркулација на вратот и при тоа се гледа и тироидната жлезда. Значи често пати при еден таков рутински преглед откриваме проблем со тироидната жлезда. Не мора да значи дека е проблем, меѓутоа промена во структурата, која што може да биде или циста или јазол, и кога ќе им се соопшти тоа на пациентите, обично реагираат панично. Од каде сега тоа, не сум имала јас тоа, како испадна да имам проблем со тироидната жлезда. Така да доживотно може да си го имаат тој јазол или циста и да не знаат за него, нити па да им прави проблеми. Некогаш, значи, тироидната жлезда е полна со јазли или со цисти, меѓутоа нивото на тироидните хормони е во граници на нормала, така да не прави проблем самата циста или јазол. Во случаите кога имаме зголемување на таа циста или јазол, кога почнува да притиска на органите за дишење, за варење, кои што се сместени на вратот,
тогаш настанува аларм и се помислува обично и на тироидната жлезда. Докторки, имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер, се јавуваме од Кавадарци. Една пациентка, имам 25 години тироидна жлезда, редовно сум со прегледи, а осеќам некопати, а и правно сум байпас срце. И сега многу паќа осеќам не работи матрешно. Примаме еротокс доживотно. Ме слушате? Да. Да, повелете. Да, ве слушаме. И примаме еротокс доживотно по 100 мг на ден. Еден ден неделата на викендот не примам еден ден. А редовно сум стално со прегледи, со резултати, а имам по некои пати, поготово кога времето не е уред. И промена на време, не работа многу силно, не ми изгласува некои пати гледам не лака многу еротокс. И не знам, лекарството ги примам редовно. Како да видам? Така, да го разбравме прашањето. Да, секако. Го разбавте, не? Да. Повелете, докторке. Ја поздравам пациентката. Значи, она што кажа доживотно е на терапија со еутирокс. Пациентката има хипотиреоза, намалена функција на тироидната жлезда. Предпоставам дека е поради Хашимото тироидитот, тој е автоимун тироидит, бидејќи тој предизвикува дефинитивна нефункционалност на тироидното ткиво. Но, што е битно кај овие пациенти? Значи, со текот на годините потребите од еутирокс се менуваат. Значи, како стареат луѓето, се намалуваат тие потреби и метаболизмот се успорува, така да и потребите за еутирокс се намалуваат. Од друга страна пак, ако кача телесна тежина, килажа, ако имаат некој стрес, некоја друга болест, потребите може да се зголемат. Затоа е потребно на 4 до 6 месеци да прават контроли на тироидните хормони и да се адаптира таа доза спрема потребите. Она што вика пациентката ми лаче и работи, значи незината тироидна жлезда не работи воопшто, затоа пие еутирокс, меѓутоа може на периоди да е предозирана со лекот, да е премногу таа доза, па да се јавува тахикардија, аритмија, да чувствува нелагодност. Инаку, пациентите кои што имаат срцеви проблеми, не се изолирани само срцеви болни, туку тие често имаат и други коморбидитети, значи имаат диабет, имаат проблем со тироидната жлезда, може да имаат висок крвен притисок, проблеми со белите дробови, така да и тоа е целта на овие дополнителни дејности кои што ги имаме во нашата болница, да можеме да ги следиме и да ги третираме хоспитално нашите пациенти, кои што уз проблемот што го имаат со срцето, имаат и некој проблем со тироидната жлезда. Да може во тој период додека е во болница, пациентот да биде адекватно субституиран со еутирокс или друга терапија која што претходно ја земал. Така. Претходно за тироидните јазли рековте дека може да биде тоа наследно, меѓутоа дали и другите проблеми со тироидата можат да бидат наследни? За јазлите, значи е тоа типично дека се наследуваат. Ако некој од семејството, мајка, сестра или тетка имал јазли, имал проблем со тироидната жлезда, многу е веројатно дека и нивните блиски роднини ќе имаат проблем со тироидната жлезда. Додека автоимуните болести, оние што се и најчести, тие не се наследуваат. Најчесто се поврзани со состојбата на имунитетот на пациентот, со стресни ситуации, значи некој голем стрес, преселба, губење на работно место, промена на работно место, смрт на некој близок од семејството, преселба во друг град, значи може да направи стресна ситуација во која што најчесто страда тироидната жлезда. Така. Со примање терапија со лекови, дали може целосно да се излечи или еве случајов со гледачката која што вечерва ни се јави и кажа дека постојано прима терапија, дали тоа ќе значи дека во текот на целиот живот ќе мора да се прима терапија? Хашимотов тироидитот е
хронична болест која што е доживотна. Тука не постои лек. Значи во почетните фази на болеста може да се направи кога се уште не се манифестни проблемите од страна на тироидната жлезда. Ако на некој случаен преглед или на самиот пациент помисли дека може би нешто е од страна на тироидната жлезда проблем, ако навреме се препознае, може да се стопира или на одредено време да се одложи тој проблем со тироидната жлезда, односно покасно да влезе во фазата на хипотиреоза. Покасно или пак кај некои пациенти 3 до 4 години, па и до 5 години се одложува тој процес да се започне со терапија со еутирокс. Меѓутоа, кај пациенти кај кои што болеста напреднала, тука не можеме да лекуваме, само субституираме со терапија. Внесуваме еутирокс на местото на тироксинот и намалуваме тироидните хормони со внес на тиреосупресивна терапија. Од друга страна, за хиперфункцијата на тироидната жлезда, и тука причината е во најголем дел автоимуната базедовата болест. Меѓутоа, тука може да бидат пак и струмата, гушавоста, каде што се јавува токсична струма која што лачи хормони, јазол или аденом, чвор на тироидната жлезда, кој што се менува со тек на времето и почнува да лачи многу хормони. Тука пристапот е малку поинаков. Значи, во почеток се почнува со тиреостатска терапија, со симптоматска терапија за смирување на срцевата фреквенција. Со терапијата се снижуваат тироидните хормони во крвта и таа терапија, како што спомнав, е малку по тешка и како се однесува другите органи спрема таа терапија. Затоа не се препорачува подолго од 4 до 5 години третман со овие лекови. Така да треба да се размисли на дефинитивно решавање на овој проблем. Ако пациентот и покрај терапијата не влегува во ремисија, односно не се смируваат тироидните хормони, не се нормализираат, тука се препорачува или третман со радиоактивен јод, каде што се деструира ткивото на тироидната жлезда и пациентот влегува во хипотиреоза, така да има потреба сега од тој другиот лек, од еутироксот, или пак хируршка интервенција, односно отстранување на тој чвор или пак на целата тироидна жлезда. Тоа беше моето следно прашање, дали постои друг метод или евентуално хируршка интервенција и како се одвива сето тоа? Проценката за потребата од хируршка интервенција ја прави матичниот ендокринолог заедно со пациентот и со хирургот. Значи, предходно се прави една проценка со оглед на време траењето на болеста, со оглед на симптомите, со оглед на тегобите што ги има пациентот, се препорачува еден од овие два третмана. Обично хируршката интервенција се препорачува во неколку случаи, и тоа кога се работи за токсичен аденом, кој што лачи многу хормони и тешко се воведува под контрола, тогаш се отстранува тој дел кај што се наоѓа јазолот. Во случаи кога имаме токсична струма која што е голема, која што лачи многу хормони и прави проблеми на пациентот, исто така во тој случај. Доктор, ќе ве прекинам, само имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер, се јавам јас исто од Кавадарци. Добро вечер. Од Кавадарци. Повелете. Сакав да прашам докторката. Јас едно 14-15 години сум со тироидна, хиперактивна. Првите 2-3 години, мислам, неколку месеци прима пропилтуарицил и се смири. После 2 години пак едно време се качи тироксинот. И сега сум 5-6 години без лекарство, може и повише, во ремисија. И не знам дали се слушаме. Ве слушаме, да, повелете. Сега, не знам, дали е можно излекување, имам чворчиња, исто имам на тироидната, или пак може да се врати болеста? Благодариме за прашањето. Благодариме, повелете, докторке, пријатно. Многу добро прашање и баш во контекст на ова претходно што го зборувавме. Значи, кај пациентката имаме успех со терапијата со пропилтиурацилот, со тироидните хормони се смируваат, меѓутоа болеста е хронична.
Значи со тек на време пак може да се активира, пак со терапија да се смири, така да не е дефинитивно решението со лековите. Пациентката би ги препорачала да размисли за овие две други можности, или третман со радиоактивен јод или третман хирушки. Со тоа целосно си го решава проблемот со тироидната жлезда. Значи, навистина, после тоа нема да... Затоа што проблемите со хиперфункцијата, со хипертиреозата се многу пострашни отколку симптомите со хипофункцијата. Потешко се контролираат, поголема има симптоматологија, засегнато е срцето повеќе во однос на другите. Значи, причина е посебно кога ќе влезат тие пациенти во постара возраст и ако имаат хиперфункција на тироидната жлезда, многу брзо влегуваат во аритмија, која што па повлекува други лекови, други контроли од страна кардиолог. Затоа би препорачала, ако жлездата се активира, да размисли за тие две можности и би продолжила во однос на претходното што го започнавме. Хирушка интервенција, значи во вакви случаи кога имаме хиперфункција, која што тешко се контролира со терапија, кај струми кои што се големи и прават притисок врз органите за дишење и за голтање. Значи го компрометираат актот на голтање, на дишење. Пациентите не можат обично ноќе да спијат на грб, самата гуша ги притиска, не можат да дишат, често пати се јавува апнеја, прекин на дишењето. Тоа исто така е една од индикациите за отстранување на тироидната жлезда. Во еден мал дел и естетскиот момент е многу битен, кога се работи за голема струма кај млади луѓе. Навистина естетски е неубаво да се види такво нешто и пациентите се решаваат на хирургија во тој случај. И во случај кога постои карцином на тироидната жлезда, диагностициран, потврден со биопсија, со други анализи, тогаш е задолжително, значи, решение хирушката интервенција. Во тој контекст би напоменала дека кога пациентот ќе се одлучи на хирушка интервенција, многу е битно да одбере доктор кој што навистина си знае својата работа, значи доктор кој што има голем број на такви интервенции, доктор кој што ги владее проблемите со тироидната жлезда и со другите органи што се сместени на вратот, значи на искусен доктор. Затоа што тука имаме, како што кажав и претходно, големи крвни садови, органите за дишење, за голтање, ларингсот, ларингеалните нерви, значи многу вака на изглед изгледа дека е површна и блиску лесно може да се извади, меѓутоа сепак е многу тешко ради пристапот и ради близината со големите крвни садови и би препорачала, значи, да се одлучат за доктор кој што има големо искуство и може навистина да ја направи успешно таа работа. Докторке, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте за нас и бевте гости во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Јас ви благодарам на поканата и би го искористила овој момент да ви ја честитам новата година на вас и на гледачите на К1 телевизија, да ви посакам во моје име и во име на Филип II среќа, просперитет и пред се здравје. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам и ве поканувам на повторна средба во идниот вторник по истото време.